Дваесет година беше динамична година. Подобро е другите да судат за тоа што се работи и како се работи во фудбалската федерација. Например, ВАР системот. Тоа не е нешто што треба човек да се фали. Кога се кандидираш за председател и кога седнуваш во оваа столче, нормално дека треба да ги правиш работите и тоа што си го ветил да го исполниш. И за мене е многу нормално тоа што спроведовме ВАР. Прашањето е зошто овие години не беше спроведен ВАРот? Зошто не беше направена реорганизацијата на лигите и зошто не беа обновени возниот парк и машините за одржување на терените? Зошто не беше теренот број 1 комплетно променет со нова дренажа и нов бусена трева? Тоа е прашање зошто до сега не било направено. Зошто именување на селектор би било во центарот на јавноста? Тоа е нормален процес во фудбалот. Дори разговаравме со Боби Милевски за продолжување на договорот. Се случи тој резултат во Кардиф. Дојдов до заклучок дека е потребна некоја нова енергија, дека играчите кои ќе дојдат на соберите треба да покажат повише мотивација за борба за место и така натака. Не беше одлука која беше лесно донесена, но ете се пресечи и се донесе. Мислиме дека со таква некоја промена ќе во баражот ќе настапиме така малце со поголема енергија. Ќе оставиме да покаже времето. Одлуката е таа. Нема правило дека вие правилен избор ќе направите. Понекогаш кога не очекувате ќе дојдат резултати и кога од некого очекувате големи резултати апсолутно ќе закаже. Таков е спортот. Ветивте дека ќе бидете транспарентни, секогаш достапни за новинарите. Благодарност до сите колеги кои што се присутни денеска на овој ваш, да го наречеме, отчет за 25-та година и да пратиме порака да бидат и директни и без двоумење за било кое прашање. Па Златко, кога го договаравме овој настан денеска, од тебе побарав да ги информираш сите да може да постават прашања какви сакаат, значи не побаравме прашања однапред. И еве јас ги замолувам тука сите, ама апсолутно све што име во глава да прашаат без никаква задршка. Првото прашање е од Александар Табаковски. Задржан на ВАР системот кој што веќе беше спомнат, дали комисиите имале помалку поплаки, помалку жалби од клубовите, дали судиските оцени благодарение на користење на ВАР системот пораснале или опаднале? Што може да се квантифицира во ова, да речем, прво полугодие од употребата на ВАР системот, доколку имаме таква информација? Јас ве тврдам, ве уверувам и тоа можете и со примери да ви го докажеме дека судењето оваа сезона е можеби најдобро во последните години. ВАРот нема право да ја приначи во конечна одлука. Тоа треба го знаете сите согласно правилата кои што се на ФИФА. ВАРот укажува. Затоа и судијата се вика на екран да ја види ситуацијата. За да ние докажеме дека сме максимално транспарентни. Од пролетната полусезона, клубовите кои што мислат дека има донесена проблематична одлука на надпреварот по ВАР комуникацијата, ќе имаат право по поднесено барање да дојдат во просториите на федерацијата, во ВАР системот каде што се нашите соби и да ја слушнат комуникацијата помеѓу ВАР судијата и главниот судија. Ако ве пуштиме сега подготвени, имаме 14 ситуации од минатите 2 години од судиски одлуки, можеме тоа заедно да ги дискутираме како било и како е. Не бараме ништо, само бараме коректно известување. Сите наши грешки секогаш ќе ги прифатиме. Ние не бегаме од нашите грешки, но сватете дека намера и тенденција нема и нема ни да има за видење. Бранко Илиевски, Македонска телевизија. Како ќе ја коментирате реакцијата на Игор Ангеловски Мрме по наименувањето на Седловски? Вчера имавме еден убав прес, една убава презентација каде што навистина беше убава гледка каде во голем број бевте сите новинари и многу коректно помина сето тоа со една порака за обединување на сите во фудбалот, затоа што репрезентацијата не е ни моја, ни ваша, ни на било кој поединец, репрезентацијата е заедничка на целата држава. И човечки, културно и спортски е да се даде подршка на тој што е избран. Вие секогаш кога бирате имате 10 опции, вие ја бирате една опција, нели? Некои своји лични амбиции, лични интереси ги стави пред фудбалските репрезентативните. Баш би сакал да биде до крај коректен и да каже кои се тие лични интереси. Јас немам лични интереси во федерација, ја работам пробоно. Гоце Седловски изјави дека ќе работи пробоно. Некоректно е тоа што вчера го направи неколку часа после именувањето, но тоа кажува само за човекот сам по себе. Јас би му посакал во 2026 година пред се
ментално здравје и физичко здравје и да поработи на своите тренерски способности. Јас му се јавив лично 2 пати, отворено му кажав, размислуваме помеѓу тебе и помеѓу Гоце Седловски. Не сакам од ова да правам сапуница, но после онаков напад треба да се слуша и другата страна. Ти благодарам што ми се јави, што воопшто помисливте на мене. Било која твоја одлука, јас прв ќе бидам што јавно ќе излезам да ја поддржам. Милче Дургутов. Читам председателе, ќе дадам само 2 реченици пред моето прашање. Значи, во држава Македонија има 3 власти: законодавна, извршна и судска, а по моје длабоко убедување има и 4-та власт, тоа е фудбалската власт. Сите присутни во салата и вие посебно потпорало знаете дека фудбалската власт е засебна власт во целиот свет, почнувајќи од ФИФА, од УЕФА и стигнувајќи до Фудбалската федерација на Македонија. Од тој аспект, моето прашање во контекст на прашањето поставено од колегата Илиевски и вашиот одговор во однос на поранешниот селектор Ангеловски. Имаме класични случаи кога во вакво истапување, јавен настап на јавни личности фронтално против одредени фудбалски федерации се преземаат мерки надвор од законските норми, од органите, од телата и така натаму, бидејќи секоја фудбалска федерација си има своји правилници врз кои се однесува и работа. Сега ово се однесува и за последниот случај во Општинскиот фудбалски сојуз Охрид, каде што надлежните институции покренуваат истрага и веќе имаат де факто докази дека таму некој ја сгрешил работата во најмала рака. Мислам дека во вакви случаи фудбалската власт, односно Фудбалската федерација на Македонија, треба да реагира малку посоодветно, да не речам по-конкретно, бидејќи има право на тоа. Не сакам да навлегувам и во други случаи, да не го трошам времето. Едноставно, мислите ли вие како фронтмен дека сепак сте малку поблаги, потолерантни, дека тоа е можеби одраз на првата година? Или поšto да одговорите, сметате ли дека имате право на таа фудбалска власт да ги носите одлуките надвор од надлежните институции? Ако некој се огрешил фудбалски, институциите нека терат работата. Меѓутоа, фудбалските правилници предвидуваат, ако судијата 2 месеца не може да суди, мислам дека може и одреден делегат или одреден селектор, одреден тренер, одреден фудбалски функционер да сноси исто санкции за своето неетичко однесување во најмала рака. Благодарам на вниманието, малку бе пообширен, меѓутоа се надевам дека бе прецизен. Милче, значи, ние не сме овде суди. Ова е јавна установа, Фудбалска федерација, Сдружение на граѓани. Мојата функција е јавна, функцијата на Горан Пандев, Ноевски, Илија Наедовски и сите ние што сме тимот е јавна. Подложна е на критики, тоа е сосема составен дел, апсолутно немам намера околу тоа да превземам никакви мерки, ниту ми паѓа на памет, секој има право да каже тоа што го мисли, тоа што го сака. Сега друго е прашањето дали е време и начинот на кој што тоа го кажуваат, меѓутоа тоа повише говори за него самиот. И не би сакал сега тој да се претвори, бидејќи тоа му е очигледно желбата во звезда на месецот. Кажав што имам да кажам за него, му посакувам, ќе повторам пред се, многу ментално и физичко здравје во новата година и успеси на спортски план. Тоа што он го каже и не нарече стаорци, во ред, тоа е негово право, тоа е негово мислење. Ние не сме анонимуси во своите сфери од животот, ниту во спортскиот, ниту во деловниот, знаеме кои сме и што сме, и јас, и Пандев, и Најдовски, и Новевски, сите знаеме кои сме. Ако сме стаорци, тоа е негово право на мислење, не ми паѓа на памет да превземам било какви пријави или суспензии. Едноставно, окей, тоа е тоа, оваа функција трпи и критики, јас сум апсолутно подозрен на тоа. Горан Милковски па Никола Ѓуровски. Како вие гледате 2026-та? За сите нас нормално е едно огромно искуство, очекување, желба, амбиција, мотивација и се друго направените во март. Се надеваме дека ќе завршат во најдобар ред. Меѓутоа правевме доста позитивни промени. Тоа што за мене е добро, можеби за некого е лошо. Јас искрено мислам дека квалитетот на клупскиот фудбал ни е подигнат. Нашиот фудбал е слаб кога го компарираме со големите држави, богатите држави. Меѓутоа согласно бројот на жители, инфраструктурата што имаме, финансиската моќ на спонзорите кои што се, имаме добра и квалитетна лига. Треба да сме свесни дека не може кај нас да има дерби надпревари како во големите држави. Сето тоа што е штетно или ќе се повлече само или ќе се откаже. Ова што моментално му се случува на Шкупје.
или на поранешно Словија. Ова е срамота. Жално е тоа и на Гостивар што му се случи. Затоа јас размислувам да излезам со предлог пред управниот одбор од наредното првенство да нема котизација, меѓутоа да прволигашките клубови депонираат банкарски гаранции. Никола Ѓуровски. Квалитетот на фудбалот можеби е и многу подобар од инфраструктурата која што ја имаме и која што е од веројатно од поранешна Југославија, значи зборувам за стадионите низ цела Македонија, зборувам за терените. Никола, прашањето е на место и тоа прашање у Македонија со децении, не е тоа сега тоа прашање. Инфраструктурата е таа, останата од Југославија, претежно, осим арената Тоше Проевски, која што е доградена пред 10 години. Ние како федерација имаме проблем. И ние нашите надпревари на арената ги плаќаме. Секој надпревар што го игра нашата А репрезентација, ние сме некаде во минус помеѓу 50 и 70 илјади. Мојот претhodник во 30 дена пред јас да станам председател, целиот фонд од УЕФА хет-трик, што е 24-28, сите 5 милиона едноставно ги потроши. И потпиша договори со пуштени аванси, инаку тоа ќе беше одлична сума на пари која што ќе можевме на терени, да реновираме терени со облекувални на прволигаши, а можеби некаде да поставиме осветлување. Наташа Дургутов. Председателе, сакам да ве прашам, во вашиот мандат имаше еден неспортски момент, можеби најнеспортски како сте вие председател на федерацијата, а тој момент многу ја разбранува јавноста и некако како да се уште немаме конечен одговор или конечна разрешница, или можеби имаме, а не сме информирани. Мислам, јас не знам. Зборувам за надпреварот Кожух Бешкими, каде што нели беше потврдено и официјално од ваша страна како федерација дека е покрената постапка и дека е предадена на органите, каде што се докажа дека има некоја неистина на надпревар, и некако како да тука остана. Прашањето ми е, бидејќи јавноста се уште не го има заборавено како една црна точка, а гледајќи го начинот на кој што други работи ги решавате, едноставно ми доаѓа да прашам до каде е тука работата, има ли нешто повеќе што можеби треба да се знае. Благодарам. Ова прашање е малку специфично, бидејќи и темата е специфична. Фудбалската федерација не е суд. И кога говориме за местење на надпревари, ако видите искуството на другите федерации, како сите скандали што беа во минатото на времето Италија и сега во Турција, гледаме дека стотици судии беа уапсени и фудбалери поради местење на надпревари, ние мора да бидеме внимателни кога презимаме такви чекови. Тоа што Фудбалската федерација го направи за споменатиот надпревар, до сега мислам никој не ни превзема такво нешто. Ние ги немавме до крај доказите и ние мора да ја чекаме финалната судска одлука, колку што сум запознат, навар има поднесено кривични пријави против сите што се вмешани во тоа. Ние знаеме дека тој надпревар има неспортски дел. Тука дадоа изјави фудбалери кои што игра на тој надпревар и дадоа и официјалните лица и сите, меѓутоа ние сме тие што треба тек така да донесеме финалната одлука. Ние тогаш донесовме одлука дека надпреварот нема да бодови нема за победникот. А за останатото кога ќе заврши судскиот процес кој што е во тек, тогаш ние можеме да донесеме одлуки. Јас ќе бидам искрен со вас. Ниту сме наивни, ниту не ги знаеме работите. Ова е мала земја и се знае. За жал, има такви работи. Она што е битно е дека тие што ги прават тие работи се многу наивни ако мислат дека не знаеме. Не само ние, него и УЕФА знае. За неколку надпревара ние утредента добивме мейл дека тој надпревар и за оваа полусезона, и од втората лига и од првата лига, дека е сомнителен. Не сакам ништо друго да коментирам, затоа што за некои надпревари си постои истрага, си има постапки кои ще се течат, и тоа за надпревари од оваа полусезона. Нема да се излетувам со ништо да кажам, има кој да каже кога ќе дојде моментот. Меѓутоа све знаеме. Ама баш све знаеме и брзо ќе сватат сите тие луѓе дека нема да има место за нив во македонскиот фудбал. Саше Кузмановски. Да направиме некаква контрола на кои се луѓе влегуваат во македонските клубови, затоа што
велам овој проблем станува хроничен во последните неколку години. И ќе предложам да донесеме одлука да Фудбалската федерација финално даде одобрување за превзимање на клубот после проверки на новиот собственик. А што се однесува до банкарската гаранција, што јас кажав дека ќе предложам на управен одбор, тоа ќе биде дека за првенството ќе се заврши, па сега некој да размисли 3 пати дали ќе, кога ќе ги постигне целите кои што ги постигнал, кои што не се фудбалски во текот на преварите, во одреден момент да се откаже за да направи штета и нормално да бара причина дека федерацијата е виновна затоа што тој се откажува. Ќе најдеме инструменти согласно законските рамки да федерацијата више не дозволи рашомонијада со собствениците на клубовите. Ви кажувам, ова што сега му се случува на Шкопје, навистина катастрофално за клуб со таква традиција и со таква историја и навивачка група да собственикот така се игра со клубот, а тоа е недопустиво, како што собственикот ме гостива, едноставно сам си реши без никаква посебна причина да напушти. Но тоа е тоа, наше е да бидеме коректни со сите, а другото ќе го решиме на начин што од наредното првенство нема така да може лесно се превзимаат клубовите. Ќе гледаме да ние го имаме финалниот збор околу одобрувањето на таа транзакција превзимање. Дамјан Николовски, па неговите колеги од македонската телевизија втора програма, Сами и Мустафа Адеми. Направивте ли ревизија, споменавте пред малку 5 милиони евра од хетрик програмата од УЕФА пред време потрошени или неправилно потрошени? Во Кичево го раскинавме договорот и ја активиравме банкарската гаранција на изведувачот кој што беше на работите. Во Охрид му го раскинавме на истиот изведувач кој што беше во Кичево и во Охрид договорот. Поднесовме тужба за поврат на авансот кој што е уплатен надвор од понудата и од одлуката на управниот одбор. Уплатен е аванс без поврат на банкарска гаранција, а понудата која што усвоена на управен одбор и помината е без аванс. Ревизијата за претходното работење има непродуктивни трошоци. Значи, еве, случајно вчера беа кај мене од институции државни за предмет кој што е отворен во 2019 година за тоа како во период 2014-2019 со фиктивни фактури се исплаќани огромни пари. Така да знаете, кога вакви работи се прави ревизија и се проверува, тоа е потребно малце повеќе време. Она што ја вчера прв пат го дознав, ја не го знаев. Меѓутоа, кога дојдоа господа да требаше некакви документи да доставиме, сумата која што видов дека со фиктивни фактури испумпавана од федерацијата е запрепастувачка. Влеговме во послед... Сега не сакам да шпекулирам, меѓутоа некаде околу 2,5 милиона Јас се извинувам, вака што ако тоа е интересно за јавност. Добро, секој ќе дојде време, тоа ќе го кажеме, сепак си има истрага преку 2 милиона евра. Сами и Мустафа Адеми од македонската телевизија втора програма. Споредно со минатото имаме се помалку навреди во релација помеѓу навивачките групи во национална база. Навивањето на навивачките групи, мислам дека сите се уверија дека нема компромис. Равномерно ги казнуваме сите, немаме двојни аршини. Минатото рековте дека се размислува за спонзорство на лигата на првенството. За спонзор на лигата од прв ден работам на тоа. Сега за сега не успевам во тоа, но оптимиста сум, на крајот ќе успеам, секако. Прашање на време само. Зошто сметате дека треба да се зголеми бројот на групи наместо да се намали од постоечките 5 например на 3 за да се сконцентрира не само квалитетот на играчи на едно место, туку и клубовите да се сконцентрираат оние што се посериозни да настапуваат наместо вака да има повеќе клубови што ќе има сигурно ќе има и повеќе откажувања. Промената од 5 во 6 региона е околу организацијската поставеност на Фудбалската федерација на Македонија. Во моментот Фудбалската федерација на Македонија е составена од општински фудбалски сојузи. И основниот услов за постоење на општински фудбалски сојуз е да има минимум лига од 6 клуба кои што се натпреваруваат во општинската лига. Од таа причина, за да одредени општински сојузи опстанат, ама опстанат фиктивно, почнаа да фалсификуваат записници и да водат записници за фиктивно одиграни надпревари, каде што имате во записници, како случајот во Охрид,
починати лица, лица кои што не живеат во Македонија, записници за нешто што не се случило, а се води евиденција дека се случило. Од таа причина нашиот статут на инсистирање на ФИФА и на УЕФА за да нема суспензии, затоа што во моментот уште 3 општински фудбалски сојуза се под истрага наша интерна, каде што ќе ги превземе сите мерки, исто ќе следуваат суспензии кога ќе се заврши целата истрага. Решивме да направиме реорганизација, регионите да бидат носители на организацијската поставеност на Фудбалската федерација на Македонија. Тогаш више не се општинските, небитни се општинските, мислам не мора да постои општински фудбалски сојуз. Во град каде што нема 6 клуба ќе се стои фудбалска организација. Таа фудбалска организација ќе се членува во регионот. Регионот ќе биде носител на сите тие действија. Прво така ќе непотребно ќе биде више фалсификувањето на општинските лиги за да се биде делегат на собрание, за да се добијат разноразни привилегии. Туку ќе дојдеме до тоа да имаме реален фудбал. Еден клуб има во градот, окей, тоа ќе се биде регистрирано во фудбалската организација на тој град, а таа фудбалска организација ќе се биде регистрирана во регионот и преку регионот ќе се делегираат сите работи што се потребни за да се учествува во работата на Фудбалската федерација на Македонија, меѓутоа регионот исто ќе добие на значај. Затоа што многу работи кои што сега доаѓаат во општинскиот сојуз или пак во Фудбалската федерација, финансии ќе завршуваат во регионите. Сега на кое мислење сме ова вие што го кажавте? Гледаме дека третата лига е проблематична од финансиски аспект. Све помалци има спонзори бидејќи има трети лиги кои што се скапи. Имаат патувања до 60-70 километри во еден правец. Сето тоа носи многу трошоци. И ние разговаравме во последно време, размислуваме нормално. Мора оваа сезона да се заврши како што е. Имаме више назнаки од повеќе општински фудбалски сојузи кои што се силни, имаат силни општински лиги, дека нивните прваци не сакаат да идат да играат во трета лига. Затоа што немаат финансиски средства, а општинските лиги функционираат феноменално. Имате по 20 екипи, по 15 во општинска лига. И ние сме на размислување више тоа да го промениме, да донесеме одлука во текот на 26-та прва половина, која мора една година унапред кога менувате систем да донесете одлука, да постојат да биде прва, втора лига и повеќе трети лиги во склоп на регионот, регионот нека се организира. Пример ви давам, значи како пример, не мора да значи дека е така, Свети Николе, Пробиштип, уште некои општини што се таму, нека си направат една лига своја трета. Па Кочани, Берово, Делчев нека си направат втора, па Штип ваму, пример ви, онака ви го објаснувам тоа, повеќе трети лиги да има во регионот, па они после тоа победниците од тие регионални лиги да се одиграат турнирски, победникот од тоа да игра за втора лига. Затоа што нема логика да форсираме лиги каде што немаат интерес од финансиска причина луѓето да играат. Значи регионот кога збораме за организацијската поставеност на федерацијата, а лигите ние прва и втора тоа сигурно ќе остане, со кратење на втора лига до 12 клуба ние и намерата, а на регионите ги оставиме тој аматерски фудбал, односно тоа регионално да има повеќе, да нема општински лиги, затоа што имате градови каде што немате услови за општинска лига, немате ни клубови ни тоа, и повеќе општини кои што се блиски помеѓу себе територијално да се организираат трети лиги. Тоа не е идејата. Дојчиновски па Никола Ѓуровски и претпоставам дека тука ќе биде крајот, затоа што имаме и прашање кои што стигна во пишана форма и би било во ред да ги одговориме. Остави неги крати кој што сака нека праша, не им најавува и крај, дека не кажа тони дека е крај. Никола Ѓуровски и на крај Милче Дургутов. Прва лига пола фудбалери немаат земена плата по 3-4 месеци. Проблемот е што договорот што го гарантира ФФМ и што е веројатно, не знам, пред 15-20 години одредено да биде тие 400-500 евра. Другото се е на анекс на договор што клубовите, газдите ги должат, никогаш не ги исплаќаат. Прашањето ми е дали можеме да го подигнеме нивото на гарантирана плата на договорот што ќе го заверат во ФФМ, да биде да речеме некои си, не знам, 800.000 евра. Затоа што со 400 евра плата што ги добиваат, сега зборам за овие што се под доле клубовите кои што губурат со финансиски средства, не се игра фудбал со 400 евра, реално, и сега за тренерите е 500 евра. Мислам дека тоа што го гарантира македонскиот фудбал не дава некаква основа да има квалитет повеќе.
тука не можеме ние ништо да донесеме како одлука што е надвор од законската регулатива. За жал, фудбалот, вие познавате многу фудбалери кои што се сега во подминати години од тие причини кубурат и тешко спајаат крај со крај. Тоа е фудбалот. Во фудбалот немате некоја сигурност за понатака што и како од финансиски аспект ќе биде. Ќе видиме, ќе разговараме, но може да смениме во регулативата да клубовите да играчите ги пријават клубовите за втората плата више кога нема да се даде. Тоа е балце дискутабилно прашање. Секогаш се пристапувало флексибилно за да фудбалот продолжи да се игра. А на краиштата играчот лично ги договара условите и начините на исплата кога седнува со претседатели. Да, само што они тоа го користат после за да... Тоа е више умешност на договарање, затоа постојат адвокати, затоа има и други договори кои што може да се направат и да се регулира. Но она што можеме да го направиме за заштита на правата на играчите, не е спорно дека ќе седнеме да разговараме и да видиме што е тоа што ќе го донесе. Милче Дургутов. Прашање во контекст на извините на статутот, акт кој е највисок акт во рамките на Фудбалската федерација. Предпоставам дека со ова што го образложите околу регионалните надпревари поврзани со деловите ќе ги тангира веќе општинските фудбалски сојузи, односно квантитативно нивниот број предпоставам дека би требало да се намали. Е релевантно можете да одговорите на тоа прашање. Оно што подиректно ме интересира, дали измените во статутот предвидуваат една нова конфигурација на највисокото тело на носење на одлуки, тоа е Собранието на Фудбалската федерација на Македонија, и во тој контекст, во таа насока и бирањето на самиот состав на управниот одбор, кој барем јас го паметам како еден од повозрасните, дека председателот имаше мандаторска улога да го бира составот на управниот одбор согласно одлука на Собранието. Или да бидам прецизен, дали ќе има измени согласно новиот статус во овие насоки кои вака ги набават. Што се однесува до составот на Собранието на Фудбалската федерација на Македонија, апсолутно е небитно дали ќе се намали или зголеми бројот на општинските фудбалски сојузи. Тие више не се битен фактор за постоење на Фудбалската федерација, односно регионот е битен. А вие во град или во место кој не мора да биде општина или град, може да си имате регистрирано фудбалска местна организација. Општинските фудбалски сојузи више немаат обврска да имаат минимум 6 регистрирани клуба за да играат во општинската лига. Ме сваќате? И така да не бите бројот на општинските тие или на местните фудбалски организации. Каде има клуб, ако имаат желба, ќе се организираат во местна канцеларија или во нешто. Нивното членство е во регионот. Така да више нема да постои општински фудбалски сојуз како основа на постоењето на Фудбалската федерација на Македонија. Сега статутот кажува дека Фудбалската федерација е составена од 26 општински фудбалски сојузи. Во новиот статут ќе биде дека Фудбалската федерација е составена од 6 региона, а членството во регионите ќе биде без услов дека мора да постои општински фудбалски сојуз. Секој клуб од регионот кој што се надпреварува во такмичење организирано од Фудбалската федерација на Македонија ќе може да се регистрира како членка на регионот. Преку регионот ќе ги остварува сите своји права. Така ние го бришеме она што се правеше овие години, да се фалсификуваат масовно записници за да општинските фудбалски сојузи фиктивно постојат. А преку тоа фиктивно постоење да ги добиваат сите права кои што произлегуваат како членка на Фудбалската федерација, привилегии, приливи и така натака и така натака. Мислам дека у тој дел затоа сега ви го појаснив Бирањето на членовите на управниот одбор. Тоа не можеме да го направиме без консултација со ФИФА и со УЕФА. Вие треба да знаете дека ние можеме да дадеме предлог статут, тој оди на одобрување во ФИФА и во УЕФА. Сето што не кореспондира со нивните статути не може да помине кај нас. Има повеќе верзии околу тоа. Таа верзија која што ќе одобри ФИФА и УЕФА, таа верзија ќе биде изгласана, меѓутоа дефинитивно после 20 и неколку години Македонија добива нов статут и ова е вистинско време за реформа. Дали јавните препукувања меѓу бившиот селектор Ангеловски со дел од поранешните фудбалери и со Горан Пандев може да влијае на атмосферата во репрезентацијата пред баражот во Копенхаген?
Вчера имавме феноменална презентација, супер коректни новинари од сите редакции. Сите донесовме заклучок дека треба заедно да се сплотиме, да застанеме позади репрезентацијата, затоа што таа е од државен интерес. Препукувањето не го започна никој од федерација, го започна господинот што го спомнавте, на неколку часа после презентацијата. Тука се алудира на одговорот на Горан Пандев. Видете сега да ви кажам, кога некој во статус ќе ве нарече стаорци и лични интереси за луѓе кои што се етаблирани, финансиски независни и докажани во своите сфери, треба да очекувате дека понекогаш и ние сме луѓе од крв и месо дека ќе одговориме. Не гледам причина зошто уште да го спомнуваме. Смеам да преодицирам во однос на личниот интерес? Па се за личен интерес... Делите финансиски независни и сите знаеме дека е така. И за вас, и за Горан Пандев, и за сите од вашиот тим, барем најблиските соработници. Тогаш личниот интерес може би се сведува на капитенот на Вардар, на Азер Омерагич, на вашиот син? Знаете, уморен сум више од тоа. Мојот син има право да игра фудбал. Луѓето сакаат во битката со мене или нападите врз мене да го користат Азер како оружје. Океј, тоа е нивно право. Не можат тие да удираат онолку што можеме јас и Азер да издржиме. Од друга страна сум им благодарен на сите тие такви, бидејќи прават од Азер силен карактер. Јас воопшто не се мешам во неговата кариера. Он играше фудбал и пред ја да станам председател. Не знам зошто луѓето толку сакаат да го спомнуваат, но сите тие нивни настапи, навреди и такви коментари им се заблагодарувам, бидејќи прават од него да бидеш се посилен карактер. Дали го мислел тоа со Азер, мизерно е да го коментирам. Игра фудбал, он е одличен дечко, мислам дека е скромно се однесува. Зошто толку сакаат преку него да удираат на мене, тоа повеќе говори за нив самите, отколку за мене. Пак не знам зошто ова прашање вака ми е поставено, но знам дека максимално се трудам да бидам коректен, да не мешам баби и жаби, но некои луѓе тоа не знаат, не ја знаат границата. Затоа јавно кажав господинот Ангеловски, би било добро да биде до крај транспарентен, да каже кои се тоа наши лични интереси, затоа што јас тука немам лични интереси. Јас преодицирав ниту прашањето. Не гледам ли некој друг од тимот околу мене дека има лични интереси, напротив. А не би можел да кажам дали тоа не е така за него и за негови блиски роднини поврзано со работењето на Федерацијата во минатите години, од финансиски аспект. Она што ми е мене битно дека јас и моите соработници се трудиме да работиме максимално коректно, максимално често во интерес на фудбалот. Тоа што сме го наумиле, планираме да го истуркаме до крај. Дали ќе успееме, пак кажувам дека ќе покаже времето. Меѓутоа, сето тоа е секогаш ќе има вакви напади. Ова што прескако поставивте прашањето, знам дека на многумина можеби одговорот на Горан Пандев ги изненади, меѓутоа сватете, пак ќе повторам, и ние сме луѓе од крв и месо и има граница во сите тие напади. И речникот што Ангеловски го употреби синојка во својата објава, понекогаш заслужува одговор како што заслужува он. Самобендисаноста знае да биде многу опасна понекогаш за некој што многу се преценува во своите квалитети. Дали се однесува, повторно ќе вратам на мојот син. Мојот син има право да игра фудбал, додека тренерот мисли дека е квалитетен да игра, а се друго е измислица и шпекулација. Она што јас како председател овие денови го направив, разговарав лично со Мусовски, кој што прифати да игра за Македонија, тој е напаѓачот на Сиетл. Вчера излезе објавата на Ангеловски баш дека кај мене во канцеларија беше Тодоровски. Андреј Тодоровски, играчот на ТСЦ, кој што исто така има голема желба да игра за Македонија и со кој што разговаравме вчера, имавме феноменален состанок. Исто така и он очекуваме да биде подготвен да игра за Македонија. Разговараме со уште неколку наши по потекло од Македонија кои што се во иностранство, да
пространство за да обидеме да ги убедиме да играат за Македонија, но немаме намера никога да молиме кој не ќе да игра за Македонија. Што би се рекло од срце, нека е жив и здрав, ќе играат тие што имаат желба да играат. Вчера беше и тажен ден за македонскиот фудбал. Почина еден од великаните, Васил Рингов. Напишавте секогаш ќе останеш во играта, драг Васе. Како го паметите? Паметам како дете, како тинеџер, кога бегавме од часови да го гледаме Вардар, таа генерација 85-та, 6-та, 7-та година. Со одлични голови и центар шути кои што го погаѓаше Дарко Панчев секогаш на вистинското место. За жал тоа е животот. И посакувам само на неговите најблиски здравје и мир во војнината. Нека му е лесна земјата, ја паметам само еден гол даде со глава и тоа против Трепса, тој историски направа. Нека му е лесна земјата и секогаш ќе се сеќаваме на славниот Васе Рингов. Веројатно остана прашање кои што и нема да ги одговориме сега, но остануваме достапни, транспарентни и се во интерес на македонскиот фудбал. Од име на сите колеги кои беа тука ви благодарам на интервјуто, се разбира и на сите вас за присуството и за поставените прашања. 24 декември 2025 година во куќата на фудбалот една убава традиција, една средба отворена тет-а-тет на претседателот на Фудбалската федерација Масар Омберагич со представниците на седмата сила. Полна сала, многу новинари, многу прашања, транспарентност до крај, одговор на сето она што јавноста интересира кога е во прашање работењето на Фудбалската федерација. Навистина, лично јас и спортскиот магазин Скок е долго време пријател на Фудбалската федерација на Македонија и чувствувам обврска да го споделам моето мислење и уверување дека ваквите средби, ваквите настани, ваквите разговори и одговори на новинарските прашања од страна на челниците на Фудбалската федерација на Македонија, во конкретниот случај на господинот Масар Омберагич, се секогаш добродојдени за јавноста и убаво е оваа традиција да продолжи и да биде на еден начин и ветер во грб на нашата фудбалска репрезентација, на која и престојат толку посакуваните, толку долго очекуваните бараш надпревари за пласма на светското фудбалско првенство во Америка, Канада и Мексико. Со почит кон куќата на фудбалот и желба и интенција оваа традиција да продолжи и оваа транспарентност, овие средби со новинарите и првиот човек на куќата на фудбалот да станат традиција. Сега пат го прашувам. Мене кога беше кај мене вика председателј, сум прв пат во зградата. Кога ве нisi прв пат. Повисок изгледаш меѓу стативи. Повисок си меѓу стативи. Не треба никој да влезе однатре. Ова е на сите од фудбалот зграда. Ова е голман, он не е играч на седата. Остај сега, тоа нема, ова ќе те кошта. Послушај ме мене, игнор. Ќе те кошта тоа. Ајде да ти мене да берем. Сега време сега. Ајде.